Карастри. Добро ве следа во вашата дискусија и кога рековте дека ова е во моментот спасување на нечии фотели. Целосно согласувам со вашата констатација и тоа дека во дадениот момент ова е единствено спасување на фотелите на Илинденска. Зошто? Бидејќи институција која што се занимава со следење на стратегијата за борба против корупција и криминал, која што сите заедно овде ја донесовме, констатира дека министерствата и надлежните органи на кои што им се дадени мерки и задачи да постапуваат, односно да постапуваат онаму каде што самите констатирале дека има можни слаби точки за корупција. Самите ги поставиле точките, самите ги детектирале, ги ставиле во стратегијата, овде сите сме ја изгласале, а сега овие министри ништо од она што им е дадено не исполнуваат. Односно, некаде имаме една, некаде до две мерки, каде што ги исполниле. Вкупно, целокупното исполнување на овие обврски е не повеќе од 12% во првата година, 20% во втората, почитувани колеги. И сега, од овој корпус на функционери, кои што не ја исполниле стратегијата за борба против корупција и криминал, нема сходно председателот на владата да ги разреши нив, туку посегнува по онаму каде што не може политички да се договори за спас, односно да го подржат во однос на спас на фотелите на неговите колеги, односно неговите министри, директори, а и неговата фотели. Значи институција која што детектира, која што повторно потенцирам, овде заеднички сите ја избрале, ја направиле и стратегијата ја донеле. Истата констатира 12% дека се спровеле мерките. И сега тие 90% од нефункционалните министерства, агенции, директорати, фондови, бироа, никој не ги спровел соодветните мерки, таму немаме функционери за менување и разрешување, сега наоѓа овде да разрешува, бидејќи овие не си ги исполниле обврските. Истата оваа комисија констатирала дека од 165 представки само 3 процесуирало јавното обвинителство. Зошто? Бидејќи не смеат да процесуираат представки кои што се однесуваат на функционери кои што се во извршната власт во дадениот момент. Затоа, почитувани граѓани, ова парламентарно мнозинство со оваа извршна власт нема легитимитет да ја води државата, ниту пак може да направи било каква реформа на подобро од она што во дадениот момент го имаме. Затоа набрзо и ќе си заминат.